На 1 јануари од сите општини се собрани 60 тони мешан отпад, кој бил направен за време на најлудата ноќ во годината. Дежурните екипи на јавното предпријатие Комуналец веднаш интервенирале за расчистување на сметот. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Еве што ќе погледнете во ова издание. Студентите ќе скијаат поевтино, а пензионерите бесплатно. Денчо Јосимов ја доби првата награда за најубаво украсен двор во општина Бутел. На 8 јануари во Универзална сала ќе се одржи традиционалниот Божикен концерт. Се зголемува бројот на заразени од грип. За 30% поевтинува картата за скијање во ски центарот Заре Лазаревски за студентите. Пензионерите во овој зимски спорт можат да уживаат бесплатно. Ски центарот Заре Лазаревски и Министерството за образование и наука денеска се договорија цената на ски картите за студентите да се намали за 30% и со тоа да биде подостапна за разлика од обичните карти кои се продаваат до сега. За да може студентот да скија по привилегирана цена, треба да се легитимира со индекс или студентска легитимација. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски истакна дека ова е одлична можност за младите да се рекреираат, дружат и забавуваат на една од нашите најубави планини, при тоа заштедувајќи дел од личните средства. На иницијатива на раководството на ски центарот Заре Лазаревски во Маврово, ски картите во оваа скијачка сезона на студентите ќе им се нудат со 30% попуст. Министерството за образование и наука, имајќи го во предвид значењето на скијањето од аспект на спортување на отворен простор и на чист планински воздух, ја поздравува и поддржува оваа иницијатива. Ова е една одлична можност за сите граѓани, љубители на белиот спорт со статус на студенти, кои што веќе одлучиле зимскиот одмор или пак некои од викендите да го поминат токму во Маврово, но и за оние кои се уште не одлучиле. Понудата е интересна и атрактивна за да се рекреираат, да се дружат и забавуваат на една од нашите најубави планини, бистра, при тоа заштедувајќи дел од личните средства. Управителот на ски центарот Заре Лазаревски Огњан Циговски посочи дека студентската карта ќе чини 800, односно 650 денари, зависно од сезоната. Ски центарот Заре Лазаревски како целна, една од поголемите целни групи се студентите, кои што се на број околу 60.000 и сакаме да дадеме придонес да студентите во нивниот избор на скијање да го одберат Маврово и со оваа атрактивна понуда да имаат повеќе скијачки денови на крајот од сезоната. Покрај припет картата како промоција што имавме веќе втора година, оваа година се продадоа околу 490 годишни ски карти од 10.000 денари, кои што навистина се покажа како атрактивни. Оваа година имаме друга промотивна карта, тоа е студентската ски карта, која што во високата сезона, ако чинела 1100, ќе биде сега 800 денари, во ниската сезона, значи после 20 јануари, од понеделник до петок, ќе чини 650 денари. Школците не се офатени, најверојатно следната година ќе имаме некоја промотивна карта и за нив. Проблемот е што се врши тешко регистрација на средношколците, кај студентите најдовме, значи повеќето универзитети имаат легитимација, студентска, значи ќе не мора индексот да го носат со нив, така да ќе биде полесно вадењето на карти. Покрај студентите и пензионерите ќе можат привилегирано да скијаат, со таа разлика што лицата постари од 65 години ќе имаат можност потполно бесплатно да се качат на скии и да уживаат во овој зимски спорт. Универзална сала Скопје и камерниот оркестар Скопски солисти под раководство на професор магистар Васил Атанасов и оваа година, како и изминатите, се организатори и координатори на активностите за традиционалниот Божикен концерт, кој ќе се одржи во Универзална сала на 8 јануари 2014 година со почеток во 20 часот.
Програмата ќе биде реализирана со настап на нашата позната сопранистка Весна Гиновска-Илкова, хорското студио Рустико, подготвено од маестро Запро Запров, а концертот ќе се одвива под диригентската палка на маестро Андреј Андреев, познат бугарски диригент. Уметничкиот раководител на ансамблот Скопски солисти, обоистот Васил Атанасов, рече дека концертот ги следи музичките случувања во светот по повод празникот што го слави раѓањето на Христос и меѓу другите ја спомна песната Божик слава од Запров, за која рече дека е ретка македонска божикна, која ќе биде дел од програмата. Сопранистката Гиновска-Илкова истакна дека за секој оперски пеач е предизвик да настапува со барокни и вокално-инструментални изведби, покрај со класичните дела. Со божикниот концерт сум од почеток. Тој е веќе идентитет за овој период од годината, настан што прераснува во традиција. Мој предлог беше преубавата Аве Марија, овој пат од Качани, која е предизвик за секој сопран поради лиричноста и издржаноста во презентирањето на техниката, рече Гиновска-Илкова. Цената на билетите е 500 динари, односно 250 за пензионери, студенти и социјално загрозени лица. Во пресред на 14-тиот Божикен концерт, скопски солисти пред неколку дена промовираа компакт диск од минатогодишниот концерт, на кој настапија тенорот Благој Нацовски и италијанската сопранистка Марчела Таламанка. Општина Бутел и градоначалникот Петра Латиновски денеска ги додели наградите на најдобрите 3 најубаво украсени дворови по повод новогодишните и божикните празници. Првата награда ја доби Денчо Јосимов од населбата Радишани за најубаво украсен двор со наслов Магична фасада. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Во просториите на градоначалникот на општина Бутел Петар Латиновски денеска беа доделени наградите за најуспешните на конкурсот што општината по трет пат го организираше за најубаво украсен двор на територијата на општина Бутел по повод новогодишните и божикните празници. Градоначалникот Петар Латиновски беше тој кој ги додели наградите на трите најубаво украсени дворови. По повод новогодишните и божичните празници, од пред неколку години, поточно пред 3 години, започнаме со како иницијатива да граѓаните на некој начин ги потикнеме, ги стимулираме да почнат да се вклучат во амбиентот новогодишен и божичен. И навистина на големо задоволство, ако првата година имаме само 6 пријавени, веќе минатата година и оваа година таа бројка достигнува на 30, со надеж тоа ни покажува дека навистина сме ја погодиле идејата, сме ги потикнале граѓаните и како локална самоуправа, како општина сакаме таа идеја да биде уште помасовна, навистина сакаме општината Бутел полека но сигурно да се надпреварува со останатите општини во градот Скопје. Доделуваме 3 награди, првата награда, прва, втора и трета награда, меѓутоа не ги рангираме по наградите по висината на она што треба да ги наградиме, туку напротив подеднакво финансиската помош од 5000 денари на сите прво 3 наградени се доделува. Тоа на некој начин е признание и стимул и за останатите во иднина да се вклучат. Ова година за прв пат сакаме и индивидуалните, приватниот сектор да со своите деловни простори да почнеме да ги потикнуваме и тие да се вклучат во оваа акција. Затоа еве прв пат оваа година доделуваме признание на господинот Ален, кој што се наоѓа тука во непосредна близина на општината Бутел, се со надеж дека идната година тоа уште повеќе ќе добие во значење, ќе се омасови да и деловните простори бидат украсени и тие да се надпреваруваат и ќе воведеме посебна награда за таквите најубава, дали ќе бидеме ресторан или некој друг деловен објект, тоа ќе се договориме за идната година. Првата награда ја доби Денчо Јосимов за илуминативната новогодишна магична фасада од населбата Радишани. Па за украсувањето на дворот ми беа потребни околу 10 дена. Моја идеја беше да се надеваме до година дека ќе биде уште поубаво. Околу 9-та година ми е поред што украсувам и да се заблагодарам на комисијата што ми избра за прво место. Втората награда отиде во раците на Гордана Арсовска за нејзиниот двор што ја раскажува новогодишната приказна за Баба Мразица. Обично преовладува Дедо Мраз, а решив година да има некоја измена, да биде Баба Мразица
Додека третата награда ја доби Виолета Софрониевска за дворот што раскажува детската новогодишна сказна за Давид. Се беше спонтано, дојде спонтано, иницијатори беа децата, така да имавме замисла дворот да изгледа како една детска бајка. Значи тоа беше замислата и секој детаљ баш беше за децата, со нивна помош и така го украсивме. Собствениците на трите најубаво украсени дворови за новогодишните и божикните празници беа наградени со по 5000 денари, а исто така добија и специјални благодарници од општина Бутал. Кебап пчелницата Фокус доби благодарница од градоначалникот Петре Латиновски за најдобро украсен деловен објект. До година апелирам да се вклучат сите угостителски објекти, ресторани, кебапчиници и гостувници, да биде поубава на општината и на селото. Милениумскиот крст на врвот на Водно ќе биде доизграден на есен. Јавното сообраќајно предпријатие Скопје распиша оглас за избор на најповолна фирма, што ќе ја изврши планираната адаптација. Планирано е да се направат антикорозивна заштита, ново осветлување, лифт, водовод, одвод и пречистителна станица. На крстот ќе биде изграден ресторан и црква со кораци, според идејното решение на архитектот Јован Стефановски Жан, авторот на проектот на Милениумскиот крст. До сега не можеше да се прават конкретни зафати околу изградбата на ресторан без водовод и канализација на врвот од планината. Откако ќе заврши адаптацијата на објектот, ќе може да се изградат и сите други планирани содржини. Според распишаниот оглас, фирмата со најповолна понуда ќе има рок од 2 години да ги заврши сите предвидени зафати. Стариот лифт на Милениумскиот крст ќе биде заменет со нов, а истото ќе се случи и со светилките од двете негови страни. Во проектот за осветлување беше сугерирано на крстот да се постават штедливи светилки, за да се намалат сметките за струја, што беше прифатено од менаџментот на ЈСП. Со штедливите светилки, сметките ќе бидат пониски за 30%. Просторот околу крстот ќе биде уреден со зеленило. Проектите за крстот се готови од 2012 година. Адаптацијата, односно до изградбата на Милениумскиот крст, ќе чини 35 милиони денари. Вкупно 231 лице со симптоми на грип се пријавени последната недела од 2013 година, соопшти Институтот за јавно здравје. Во споредба со бројот на заболени истиот период минатата сезона има зголемување за 2,6 пати, а во однос на просечниот број заболени во изминатиот 10 годишен период, зголемувањето е за 3,6 пати. Вкупниот број заболени од грип во Македонија од почетокот на сезоната 2013-2014 изнесува 977 лица. Во овој период нема регистрирани смртни случаи асоцирани со инфекции со вирусот на грип. Во споредба со истиот период претходната година постои зголемување на вкупниот број заболени за 63,7%, а во однос на просекот за истиот период во последните 10 години зголемувањето е речиси 4 пати поголемо. Заболените се пријавени од 23 извештајни единици, но дури во 14 единици бројот на заболени што е регистриран е помал од 10. До сега 8 единици не пријавиле ниту еден случај на грип, односно слично заболување. Податоците покажуваат дека во декември се пријавени најголем број случаи со симптоми, 606 или 62%, во однос на претходните 2 месеца од почетокот на сезонава. Најголем број заболени во однос на бројот на жители е регистриран во Пехчево, а вкупно најголем број на заболени има во Тетово. Бројот на пријавени случаи на грип или заболувања слични на грип во Македонија бележи континуиран пораст и се очекува овој тренд на активноста на вирусот на грип да се одржува во наредните недели и месеци. Оле Гунар Солскиер е новиот менаџер на Премиер лигашот Кардиф. Ноќ на изненадувања во НБА лигата. Повеќе за овие и за останатите вести од спортот по рекламите.